Добар ден, поздрав од мене и денеска на почетокот или стартот на нашето следно издание на Алфа Ординација. Еви денеска сме заедно со вас и во овој дел од денот стандардно, верувам дека го имаме и повторно вашето внимание и дека во следниот еден час ќе го задржиме истото. Со оглед на тоа што имаме уште една интересна, односно важна тема за која што треба да зборуваме, истовремено тема од која што има потреба и повеќе да се зборува и да се акцентираат одредени работи. Ние повеќе и подетално ќе се задржиме на тоа во следниот еден час, а она што денеска го одбравме за наша тема се најчести причини за неплодност и повеќе зборуваме, се разбира, за инвитро фертилизација. И сега насловивме така оваа тема се со цел да ви биде појасно за тоа што е денеска во доменот на нашата тема на Алфа Ординација, но ние во склоп на денешната тема ќе објасниме многу повеќе работи, особено важни за оние млади брачни парови, брачни двојки кои што се трудат да остварат потомство, се разбира и оние кои што за жал имаат проблем, а еве во продолжение ќе кажеме и колку е тоа често во последно време, кои се најчестите причини поради кои што тоа не може да биде по природен пат, но и кои се опциите или можностите кои што тие ги имаат, се разбира, во склоп на тоа што го нуди медицината. Е сега на оваа тема во Алфа Ординација ни доаѓа доктор Снежана Адамовска-Клисаровска, специјалист по гинекологија и акушерство, асистирана репродукција од Аџибадем Сестина. Добар ден за вас, доктор Снежана, и добро дојдовте кај нас, вие сте за прв пат кај нас. Добар ден, драго ми е што ме поканивте и се надевам дека ќе имаме една успешна емисија и ќе имаме фини одговори за нашите гледачи. Така. Се одлучивме да зборуваме на оваа тема, бидејќи тоа е вашата работа во Аџибадем Сестина. Тоа е она со која што, па да речеме, и секојдневно се соочувате, а има и доста работи кои што и пациентите кои доаѓаат кај вас ги поставуваат како прашања со оглед на нивната проблематика, но и верувам она што ние ќе го кажеме денеска ќе биде важно и за нашите гледачи. На почеток би можеле воведно да објасниме што всушност представува неплодноста, а потоа во текот на разговорот ќе се задржиме и повеќе околу самите причини за тоа што доведува до неплодност и кај мажите и кај жените. Се разбира, еве, стартот секогаш треба да се дефинира одредена состојба и одредена појава. Би рекла дека кога еден брачен пар, една двојка, се обидува да постигне бременост во период од 12 месеци и во тој период има редовни сексуални односи, не користи заштита, а не се случила бременост, веќе станува проблем за неплодност. Најчесто паровите доаѓаат со изминат тој период од 12 месеци, но морам да напоменам дека како во последно време се покасно се одлучуваме на формирање на семејството и раѓање на првото детенце, нели, кариерата е во прашање, финансиско обезбедување на семејството, па некогаш го одлагаме раѓањето на првото дете. Се почесто се случува паровите после 35-тата година на жената да се обретат како проблем за неплодност. И во овој случај би сакала да спомнам дека тие ставови се менуваат и не треба да чекаат 12 месеци, туку 6 месеци се добар период, доколку не се случи бременост, да се обратат до својот гинеколог или да бидат препратени во институции како нашата во оддели за репродуктивна медицина. Што значи дека не се до пред некој време постоеше временски период во кој што младите брачни двојки можеа да пробуваат константно 2 години и велеа докторите дека до 2 години е нормално да... Да, ставовите се менуваат. И сега, доколку значи убаво е да ни се обратат после првата година на незаштитени односи, со цел да постигнат бременост, а не постигнале, или после 6 месеци доколку жената е постара од 35 години. Ставовите над 2 години се уште постојат, доколку станува збор, ние сме ги направиле првичните исследувања, сме добиле резултати кои не значат ништо страшно за состојбата на жената или за состојбата на мажот и може да се дозволи уште една година, период, да се обидуваат природно, па доколку и во втората година не се случи, тогаш да побараат помош во одделите како што е нашиот. Еве, кога сме веќе тука и кога зборуваме за брачна неплодност, би рекла дека некаде над 15% парови имаат проблем со зачнување. Во некои држави тоа е 17, 18, дури и до 20%, што би рекле секоја шеста двојка, значи секој шести брачен пар има проблем да постигне бременост. Во зависност од тоа дали некогаш претходно имало бременост, поделен е стерилитетот на примарен и на секундарен. Доколку никогаш не им се случила бременост,
станува збор за примарен стерилитет кај брачниот пар. Но имаме парови каде што се случила бременост, но за жал неповолно завршила како спонтанна абортус, како неквалитетна бременост, или родиле детенце порано во животот и сега има пристоен период кога се обидуваат да постигнат втора бременост и тоа не се случува. Тоа значи станува збор за секундарна форма на стерилитет. Би можеле исто да го поделиме на факторите кои што придонесуваат за неплодност. Така, фактор е жената, нели, проблем кај жената, тоа се женскиот стерилитет, машкиот стерилитет. Мешан може да биде и кај едниот партнер и кај другиот да има проблем, или еден мал процент, 5 до 7% останува на така наречен идиопатски. Зошто идиопатски? Затоа што со методите кои што ги имаме на располагање, сме ги направиле во поглед на исследување на причините за брачна неплодност, не сме добиле одговор зошто тој пар не постигнал бременност. Непознати причини. Значи, не се непознати. Може би со нашите исследувања не сме докажале причина. Се разбира дека има ситуации и проблеми на ниво на клетка, на ниво на рецептор, на ниво на гени постојат кои во првичните исследувања сигурно никој од нас нема да ги направи и тоа не значи дека нема проблем. Штом не се случила природна бременост, ако не сме ја откриле причината, и тие парови треба да се третираат, односно и понатаму да се исследуваат. Така. Во однос на самите причини кои што се појавуваат и кај жената и кај мажот, можеме да ги наброиме и подетално да ги објасниме што всушност представува причина за неплодност. Видете, така, 30% од причините се на жената, како што спомнав претходно, 30% се на мажот, а другите 30% остануваат како причини што се однесуваат и на жената, и на мажот, и тука спаѓа и тој идиопатски стерилитет. Сега, кај жената репродуктивните органи, знаеме, нели, треба да се случи јајникот овулира, се ослободува јајна клетка. Таа јајна клетка бидува прифатена од туба утерина, фалопиевата туба, и во текот на нејзиниот пат, значи, доколку е незаштитен сексуален однос бил претходно, треба да се случи оплодувањето и оплодената јајна клетка во форма на ембрион во рана фаза на развој од тубата да биде донесена во матката. Така стартува една бременност природно. Значи, ова го кажувам затоа што на секое ниво од овој пат на јајната клетка, почнувајќи од јајникот и ослободувањето на јајната клетка, може да има проблем. Овулација. Значи, јајникот е орган кој што треба да формира фоликули, тие фоликули растат, еден е доминантен во природниот циклус и тој доминантниот ослободува зрела јајна клетка. Доколку постои реметење, значи нема да се случи овулација и ете, една овулација може да доведе до неплодност. Следна причина е туба утерина. Мора незината транспортна функција добро да биде обавена, значи да го заврши тој транспорт до матката. Сите проблеми на ниво на туба, воспалителни процеси, различни оштетувања, претходни, да кажеме, интраабдоминални проблеми кои што резултирале со создавање на воспалителни стари воспалителни промени, адхези, така наречени, ја дислоцираат тубата, таа нема добра комуникација со јајникот и не може правилно да се обавува својата транспортна функција. Стигнавме до матката. Матката е орган кој што не само што треба да ја износи бременоста, туку треба да има солидни услови внатре да се случи процесот на имплантација. Тој ембрион кој што стига во неа да може да се имплантира, да почне да се храни и да почне на рана бременост квалитетно да се развива. Матката може да има навистина различни проблеми. Да почнеме еве со аномалиите на утерус, значи се раѓаме со одредена форма на матка и за среќа во еден висок процент тоа се нормални матки, меѓутоа еден мал процент на пациентки имаат аномалични матки. Да не навлегуваме кои се типови на аномалии постојат, меѓутоа сите тие се врзани или со неплодност, или со неквалитетно износување на бременост. Што би рекле, ќе се создаде бременост, пациентката има рана форма или до некој степен ја износува бременоста, меѓутоа заради недоволен капацитет во неа се случува спонтан абортус или висок прематуритет, значи раѓање на едно иматурно недоносено бебенце, кое што во последно време успеваме и тие бебиња да ни преживеат и да бидат добри, меѓутоа во 1% бременостите за жал завршуваат неповолно.
имајќи го сето ова во предвид, значи, сакав уште да напоменам дека пациентката кога доаѓа и ви се обраќа за бременност, не сака само да е трудна, таа сака да износи квалитетна бременност и сето тоа да резултира со раѓање на здраво бебенце. И тоа е целта, значи не е проблемот само да се случи бременноста со нашите постапки и со нашите претходни лекувања, туку таа бременност сериозно треба да посветиме внимание да биде износена како треба. Не ги споменав миомите на матка, кои што се чести, секоја четврта, петта жена се смета дека ги има, меѓутоа дел од нив можат да бидат солитарни, мали и да не сметаат на развојот на една бременност и на процесот на забременување, меѓутоа субмукозните миоми, оние кои што се развиваат и растат во внатрешноста на матката, и те како го зафаќаат просторот точно тој каде што треба да бидне бременноста. И не само тоа, туку влијаат и на квалитетот на ендометриумот, значи нема квалитетна имплантација и како резултат на тоа не може да се случи бременност. Ако продолжиме понатаму, граличот на матката, цервиксот, вратот на матката, е исто така дел каде што сперматозоидот треба да помине за да си го најде својот прогресивен пат до јајната клетка. Воспалителни процеси, ете една банална работа, воспалителен процес на цервикс со нарушување на квалитетот на мукусот кој што таму постои, кој треба да му овозможи квалитетно поминување на сперматозоидот и прогресивен пат кон јајната клетка, може да оштети и тоа да биде причина за непостигнување на бременност. Мислам дека така, за жената опфативме. Тоа се причините, да. Пред да продолжиме за најчестите причини за неплодност кај мажите, јас би сакала, нема да навлегуваме многу, но во однос на самата овулација или на периодот на овулација кај жената, кога изостанува овулацијата, кои пак тука се најчестите причини поради кои што не се случува овулација? Значи, веројатно и тоа е едно прашање кое што... Тоа е многу сериозно прашање и тоа е една од најсериозните причини. Нема клетка, нема бременност. Значи, ако нема овулација, не се ослободува јајна клетка, автоматски нема како да се формира таа бременност. Сега, ако веќе разговараме околу овулаторниот процес кај жена, мора да кажеме што значи менструален циклус. Денот кога жената ја добива својата менструација е прв ден на циклусот. Најголем процент на жени имаат циклус помеѓу 28 и 32 денови. Овој циклус е поделен на две фази. Првата е фоликуларна, значи расте фоликул на ниво на јајник. Тој станува доминантен, тргнува раст на повеќе, меѓутоа еден станува доминантен и тој е тој кој што треба да ја ослободи јајната клетка. Во 28-дневен циклус, тој е обично 13-14 ден од циклус. Реков бројки од првиот ден на менструација. После тоа следи фазата на така наречена секреторна фаза, кога ендометриумот, внатрешниот слој на матката се припрема за да ја прифати, да го прифати ембрионот. Значи, организмот на жената секој месец се спрема во случај ако има бременност да ја прифати и таа квалитетно да може да биде да преживее во матката. Тоа е тој секреторен дел каде што ендометриумот се спрема да, доколку се случи да стигне до него ембрион, да може квалитетно да почне да го храни. Затоа се вика секреторна фаза, поддржана е од жолтото тело кое што се формира на ниво на јајник после овулација. Значи, истиот тој фоликул кој што овулирал, сега ќе формира жолто тело кое што ќе го лачи хормонот прогестерон и ќе прави една фина секреторна поддршка на ендометриум за таму да бидне бременоста. Сега, зошто рековме как може да нема овулација? Овулацијата како процес и растот на фоликулите е диригиран од хормони на хипофизата. Значи хормоните на хипофизата, фоликулостимулативниот хормон, името му кажува дека стимулира раст на фоликули. Секогаш кога има можност да се изремети лачењето на хормоните од хипофиза, пошто тие имаат своји негативни и позитивни фидбекови со јајник, со хормоните од јајник. И најмала промена и реметење во тој процес може да доведе до ановулација. Еден од најчестите, да кажам, проблеми со кои се сретнуваме е полицистичниот оваријален синдром. Таму нема, најчесто се ановулаторни, не значи дека сите се ановулаторни, но во 1% се ановулаторни циклуси и тие пациентки бараат медикаментозна поддршка, значи лекување, за да може да создадат овулација.
Значи тоа е еден од најчестите, се манифестира и со гојазност, се манифестира и со зголемена влакнатост, со нерегуларен циклус. Ако рековме дека 28 до 32 дена е циклусот нормален кај жена, имаме пациентки кои што имаат ретки менструации. Значи состојба наречена олиго или дури аменореа, немаат циклус, го добиваат само предизвикан со лекови таблети кои што ние ги даваме. Еве, одма да кажам дека и тие пациентки може да бидат трудни. Значи, независно ако немаат регуларни циклуси, има можност да се стимулираат јајниците и да се формираат фоликули и да се добијат јајни клетки. Така. И сега веќе стигнавме до делот за најчестите причини за неплодност кај мажите, кога веќе убаво и детално ги објаснивме што се може да представува причина кај жената, тогаш истиот процент бидејќи на причини или неплодност го носат и мажите, може да кажеме и каде кај нив се наоѓа проблемот. Мажите, нели, ослободувањето на сперматозоиди во ејакулатот кој треба да биде богат со сперматозоиди е на ниво на тестис. Причините ги бараме или претестикуларни, значи пак од хормоните кои што го диригираат создавањето на сперматозоиди на ниво на тестис, или на ниво на самиот тестис. Посттестикуларни се обструктивните, ќе кажам нешто покасно и за нив. Значи процесот на формирање на сперматозоиди во тестисот кој што е сместен во скроталните кеси. Одма да кажам зашто скротумот се најдува надвор, условно речено од внатрешноста на телото, затоа што им треба развојот на сперматозоидите е поврзан со пониска малку температура од внатрешната температура на човечкото тело. И затоа таму и се сместени. Сите проблеми на недостаточен број на сперматозоиди може да потекнуваат, например, доколку регијата е премногу топла. Тоа е, имаме ние ризични групи на мажи, кои што често многу се седнати регијата, носат тесна облекат, па регијата е постојано потопла од колку што треба да биде. Работата покрај компјутер, ако вие 8 сати не станите од местото каде што работите, таа регија би била со една значајна поголема топлина и регуларно ќе се намали создавањето на сперматозоиди. Исто така, оние кои работат, например, возачите, професионален возач кој долго време седи, оние кои работат во топла средина покрај печки, ние веднаш прашуваме која е нивната професионална определба, за да знаеме дали евентуално одма спаѓа во некој од овие ризични, да кажам, групи. Инаку, кај мажот едноставно со една анализа на сперма можеме како фактор да го исклучиме и после да се занимаваме и односно да ги истражуваме проблемите кај жената. Еден ејакулат, оставање на сперма за анализа ќе го покаже бројот на сперматозоиди, количината, бројот на нормални форми, нели морфолошки нормалните форми оплодуваат, не може абнормални форми и да очекуваме дека ќе се случи бременост, нивната прогресивна подвижност исто така е важна. И со една таква анализа плюс и микробиолошка анализа на спермата, да напоменам дека во регијата има повеќе жлезди со лачење кои што комплетно учествуваат во создавањето на спермалната течност. Било која од нив, доколку има некаков хроничен воспалителен процес и постои некоја бактерија, и те како може да го наруши квалитетот на сперматозоидите. Значи, едно лекување со соодветен антибиотик по антибиограм по долго време може да резултира со комплетно лекување на брачната неплодност. Затоа треба да се бараат тие причини. Не кажав дека на ниво на тестис може да има и оштетување. Претходни оперативни зафати, претходни воспалителни процеси. Често меѓу народот е познато дека паротитот, воспаление на задушната жлезда, не е само паротит, туку е полигландулит, велиме ние докторите. Значи, повеќе жлезди од телото се зафатени со воспалителен процес. Во тие жлезди најчесто спаѓа и тестисот. Таквите, доколку се случат околу пубертет, значи таков еден воспалителен процес, ја нарушува генезата на сперматозоидите и тогаш или ги има во мал број, за жал некогаш може и комплетно да наруши и да нема воопшто сперматозоиди. Постојат и тумори, одредени процеси заради кои мора оперативен зафат со отстранување на едниот тестис да биде направен или ненавремено спуштен тестис. Значи, кај машкиот фетус, тестисот е интраабдоминално претходно.
тој со текот на развојот на машкиот фетус полека постепно се спушта во скроталните кеси. На тој свој пат може да застане. Ако се случи таков застој, значи ќе биде во потопла средина, она што го зборував претходно, и нема да се развиваат сперматозоиди. Навреме пред пубертет треба да биде видено и навреме тестисот да се спушти онаму каде што му е местото, за тој понатаму во пубертет да почне да продуцира и да создава сперматозоиди. Од причините хемотерапијата да ја споменам, значи карциномите и малигните заболувања кај младите кои што во денешно време солидно може да се лекуваат, но се лекуваат со хемотерапија, со цитостатици, делуваат на овие клетки и кај некои од тие пациенти за жал после тоа доколку не им биде навреме кажано дека треба да остават еакулат во смрзната состојба пред да почне терапијата, после таква една терапија може да немаат сперматозоиди. За наша голема среќа во последно време и пациентите постојано читаат и знаат, и сите наши колеги пред да почнат таква терапија ги упатуваат до оддели, еве кај нас конкретно, значи може да се обрати пациентот пред да започне со терапија и да остави во неколку наврати да си остави свој материјал кој може покасно во животот да му служи за репродукција. Уште една причина е обструктивната, значи тестис одлично работи, се создаваат сперматозоиди, но на патот на еакулација некаде постои стоп. И како резултат на тоа може дури и воопшто да нема сперматозоиди, да дојде до така наречена азооспермија, значи еакулат без живи и без никакви сперматозоиди, без присутни сперматозоиди. Битно е да се открие и да се диагностицира. Не е проблем да се лекува, затоа што тестисот одлично продуцира, само има стоп, обструктивен процес некој некаков, кој што го запрел патот на сперматозоидите во спермалната течност. Да. Значи, како што споменавте на почетокот, она што е првенствено важно кај брачните двојки е доколку во првите месеци или во првите 6 месеци забележат дека и не направиле претходни испитувања или оноliko колку што ги направиле биле нормални, но сепак поминале 6 месеци ништо не се случува, иако тие активно работат на тоа, сепак да дојдат на понатамошни исследувања или следење на работата, односно контрола на тоа што се случува, за да понатака доколку постои проблем или се детектира одредена причина кај мажот или кај жената, таа да може соодветно да се третира за понатака да настане и успешна бременост, доколку се разбира се елиминира причината. Но покрај овие главни или најчести причини кои што ги издвоивме кај мажите и кај жените, постојат и, да речеме, надворешни ризик фактори или влијанија кои што дополнително пак играат улога. Се разбира кога зборуваме за ризик фактори и кога секојдневно имаме различни теми во Алфа-ординација, знаеме дека тие ризик фактори се наоѓаат во начинот на живот, она што не окружува или од тоа какво е нашето секојдневие. Затоа и тука би споменали веројатно ќе се најдат некои од оние кои што често пати ги кажуваме, но сепак би било добро во овој дел и ризик факторите да ги споменеме и нивното влијание. Убаво кажавте, значи квалитетниот и здравиот начин на живење воопшто за човечкото тело е значаен, особено за репродуктивната функција. Значи, еве ќе ги споменеме пушењето, консумацијата на алкохол, одредени групи на лекови, например кај жена антидепресивите придонесуваат до покачување на нивото многу често на пролактинот. Пролактинот делува за ановулаторни циклуси и ете една конкретна причина зашто нема да им се случи бременост и бараат некогаш и нема да кажат каква терапија земаат и ние бараме причина зошто е тој хормон покачен кај жената и зашто се случуваат тие ановулаторни циклуси. Физичката активност е исто така важна, но се смета дека и прекумерната физичка активност не е добра. Например, истоштувањето на телото со модерните диети кои што го исцрпуваат и може да доведат до анорексија. Еден од првите знаци на анорексија е губењето на менструација кај жената. Тоа е еден од првите знаци, значи организмот се штеди. Веќе не губи, не сака да губи крв, доколку е во недостиг на хранливи материи и со екстремно истоштување со вежбање. Значи умерена физичка активност заради добра циркулација на телото е секогаш потребна, водење сметка за тежината на телото, но не до исцрпување и до во прекраток временски период губење на голема тежина, затоа што тоа сепак му значи на организмот. Ако една жена или еден маж има проблем со тежина,
треба да направи многу долгорочен план како да симне во тежина, колку да биде физички активност, се со цел организмот здраво да функционира. Значи, прекумерната телесна тежина заради мастите и реметењето најчесто оди на хормонскиот состав и на тие претходно ги спомнав фидбек механизми, значи лачењето на хормони од хипофиза, создавањето на хормони на ниво на јајник или на ниво на тестис кај мажите, од тука може еден дисбаланс вистински да се направи, да се изремети и циклусот, да се создаде кај жена ановулација, а кај маж реално да се намали бројот на сперматозоиди. Затоа секогаш советуваме умерена физичка активност, редуцирање на телесна тежина доколку барем блиску до идеалната телесна тежина. Нормално консумација на алкохол доколку е екстремна, пушењето доколку исто така е екстремно, би требало да се намали во време кога сакаме да постигнеме бременност. Да. И тука ќе споменеме и возраста, може и понатака во однос кога ќе зборуваме за методата точно на инвитро фертилизација или кога е соодветно или добро време за тоа доколку претходно сите други методи се исцрпени, но во однос на возраста зборуваме за природен начин на забременување. Колкава улога има возраста, бидејќи знаеме дека во денешно време, како што споменавте вие на почетокот, со оглед на сите оние обврски кои што окружуваат планови, амбиции кои што ги имаме, пак кариерата тука и можеби тоа го оставаме да понатаму и сега тука веќе годините се поминуваат и видите, јас секогаш кога зборувам и со моите пациенти кога разговарам за неплодност, прво што погледнуваме колку ми е стара пациентката, искрено. Затоа што женското бебенце се раѓа со одредена резерва на јајни клетки. Во текот на животот само ги губи. Нема создавање на нови. Сега, зависи со кој потенцијал ќе се роди, но и како ќе ги троши понатаму во животот. Од тоа се зависи до кога ќе може тој јајник да функционира, да создава јајни клетки, затоа гените да не ги забораваме, наследноста. Значи, семејна е, ако мајката или по женска линија во семејството имаме анамнеза дека рана менопауза се случила, кај такви пациентки може да се очекува, не секогаш, но може да се очекува дека има потенцијал да се случи рана менопауза, односно порано во животот да ги изгуби резервите на јајни клетки. Не само за резервите, квалитетот. Точно се знае дека после 35-та година можноста за постигнување на бременост се намалува од една страна и се зголемува процентот на спонтани абортуси. Гледате, два неповолни фактори. Од една страна, поретко, може и потешко да постигне бременост, а од друга страна па има зголемен процент на спонтани аборти. Сето заедно резултираат во потешко, сериозно потешко постигнување на квалитетна бременост која ќе биде износена до крај. Затоа им советувам на пациентките после 35-та година, она што го кажав на почеток, одма после 6 месеци непостигната бременност нека се јават. Ако нема проблем во рете, но ако има проблем, може да има и сериозен проблем, да ни дадат простор тоа да се лекува со сите третмани, со сите можности со кои располагаме, со цел да се постигне навреме квалитетна бременност. После 40-та година овој процент драстично паѓа. Значи, не може да постигне бременност, процент на спонтани абортуси се зголемува. 42 е некаде граница. Пошто во инвитро фертилизацијата ние добиваме јајни клетки, добиваме и ембриони, има истражувања кои што се работени на големи групи на пациентки и велат дека од 10 ембриони добиени, 8 се неквалитетни. Да. Тоа е заради возраста. Замислете си, ние рачинаме дека имаме 10 фини ембриони, а во стварност 8 од нив имаат грешка во делба на клетки и тие може да и дури да продуцираат некаква бременност која ќе заврши како спонтан абортус. Да. И тоа треба да го знаат пациентките, значи, и да навреме почнеме со сите можни третмани за да резултираме со квалитетна бременност. Да, и очигледно и се најповеќе е важна информираноста, едукацијата во овој дел и сваќање на сериозноста од тоа кои би можеле да бидат последиците доколку тоа не се третира и не се детектира навремено. И сега за начините на лекување и третирање и се разбира понатака за методата на инвитро фертилизација ќе позборуваме по рекламите кои што следуваат во моментот.
Продолжуваме со денешната тема во Алфа-ординација, со сите вие кои што ете подоцна се вклучувате или веќе сте на нашата фреквенција сега по 10:30, еве потсетувам, зборуваме за најчести причини за неплодност и кај мажите и кај жените и за повеќе во продолжение ќе позборуваме кога ќе дојдеме до тој момент за методот на инвитро фертилизација. Во првиот дел од емисијата објаснивме што представува неплодноста, кои се најчестите причини кои што се појавуваат кај жената, поради кои што се случува или може да се констатира неплодност, а исто така и кои се најчестите причини кај мажите. И меѓу другото објаснивме и кои ризик фактори влијаат во сето тоа. Сега во продолжение ќе објасниме и како изгледа диагнозата или како се откриваат, на кој начин се откриваат овие причини и што потоа. Потсетувам на оваа тема во Алфа-ординација, денеска зборувам со доктор Снежана Адамовска-Клисаровска, специјалист по гинекологија и акушерство, асистирана репродукција од Аџибадем Систина. И јас верувам, доктор Снежана, дека ќе имаме можност конкретно малку да објасниме за вашето работно секојдневие или во одделот во Аџибадем Систина, но ете ќе го оставиме тоа за подоцна, ќе ги интересира и нашите гледачи. Значи, еве спомнавте, треба да направиме диагноза, да ја откриеме причината, после да преминеме кон лекување на брачниот пар. Да споменам дека прв чекор е добра анамнеза. Значи, мора да разговараме. Најчесто им кажувам дека парот заедно треба да се обрати, заедно да дојдат во ординација и да поразговараме за нивното секојдневие, за фреквенција на сексуални односи, за минати заболувања, за регуларноста на менструалниот циклус. Значи, сето тоа се податоци кои нам ни значат и не наведуваат кои испитувања би требало да бидат направени или евентуално дури и од разговорот да го лоцираме проблемот. Инаку, за сите парови базични исследувања постојат. Значи, хормонскиот статус, она што зборувавме дека може да има реметење на хормоните, да има еден хормонски дисбаланс, треба да го испитуваме и најчесто правиме базичното ниво на хормони, значи во текот на менструален циклус, помеѓу вториот и петтиот ден од менструација, ги назначуваме хормоните, да не заборавам скрининг за тиреоидна жлезда обавезен. Тиреоидната жлезда итекако може да влијае во процесот на создавање на хормони, нивните правилната нивна динамика, така да го испитуваме тиреоидно-стимулативниот хормон од хипофиза, ТСХ, за да знаеме евентуално доколку неговите нивоа не се добри, да си ги препратиме пациентите на преглед кај ендокринолог, кај колега кој што се бави со функција на тиреоидна жлезда. Хормонскиот статус, почеток на циклус, проверка на проодноста на каналите и просторот на матката може да се направи со ХСГ, хистеросалпингографија, се работи за испитување со контрастно средство, го работиме во одделите за рентген диагностика, се инсталира контрастното средство и тогаш успеваме да ја видиме и обликот на матката да го видиме и успеваме да ги прикажеме тубите и нивната проодност. Така веќе имаме една основа за жената, имајќи ги хормоните, должината на низиниот циклус, еве сме ја виделе просторот на матката и проодноста на тубите, и тоа така спаѓа во едно базично исследување, се разбира претходно на првиот контакт ние го правиме општиот генерален гинеколошки преглед, ултразвучен, структура на јајници, нивната бројот на антрални фоликули, односно нивните резерви ги проценуваме, изгледот на матката, изгледот на тој ендометриум кој што рековме претходно дека е фактор за прифаќање на ембрионот и за негово хранење, односно за стартување на бременноста. Тоа би било една основа за жената. Од ова почнуваме други испитувања доколку некаде има насетуваме проблем. Например, личи дека тубата не е проодна. Веќе ХСГ-то не е достаточна метода. Тогаш треба да пристапиме кон лапароскопија. Значи, оперативна, минимално инвазивна процедура, кога со камера со ладна светлост влегуваме во стомакот на жената, се разбира во сала, со комплетна анестезија. Сите процедури треба да бидат безболни. Во сегашно време не треба да се дозволи да има болка. Значи, процедура, велам, минимално инвазивна, кога ние ги детектираме внатрешните генитални органи. Па можеме да ја видиме матката, како тубите се однесуваат, која е нивната должина, дали се во коректен сооднос со јајниците, дали имаат слободни фимбри. Тоа е завршниот дел на тубата кој што треба со своите
перисталтични бранови со своето движење да ја прифати оплодената јајна клетка и да почне да ја транспортира кон матката. Значи, ова е начин, велам, испитување кои не мора кај сите, не секогаш кај сите парови, но секогаш кога ХСГ-то има проблем во прикажување на тубите, пожелно да биде направена лапароскопија и кога се сомневаме на некој некоректен облик на матката, да се направи хистероскопија. Еве, кога сме веќе кај овие ендоскопски, да кажам, минимално инвазивни процедури, можат да бидат експлоративни, значи гледаме. Велиме во рете. Видено, тогаш е експлоративна лапароскопија. Но, доколку наидеме на проблем, затворена туба, с раслини во регијата кои што го реметат текот на тубата или прават некои дискретни оштетувања, во тој случај пристапуваме кон оперативен дел. Да. Значи, оперативно ја третираме, ја ослободуваме таа туба, се обидуваме да ја направиме проодна или, доколку е многу оштетена, ние не можеме да ја репарираме комплетно, тогаш во таквите случаи подобро е да ја затвориме, барем нека не биде неповолен фактор во понатамошната инвитро постапка. Затоа што ако е полна со течност, ако претходно била воспалена, тоа е состојба така наречена хидросалпингс, точно е докажано дека течноста која што во тубата постои е токсична за ембрионите и процентот ни го намалува на квалитетни бременности, односно не се ни случуваат дури и со инвитро постапка. Во тој случај таквата туба треба да биде тргната, значи да се обтурираат или комплетно да се извадат, да не бидат неповолен фактор. Еве јас веќе почнав кон оперативните, да кажам, методи во третман на брачната неплодност. Да. Ја спомнав и хистероскопијата која исто така може да биде експлоративна. Гледаме во рете просторот на матката и таа матка изгледа дека може да прифати, односно да износи квалитетно една бременност. Меѓутоа, на почетокот ги кажав аномалиите на матка или тие субмукозни миоми кои што го зафаќаат просторот на матката. Тие можат одлично да бидат третирани со помош на оперативната хистероскопија. Значи, ако станува збор за преграда на матката да биде исечена, ако станува збор за субмукозен миом кој што го зафаќа просторот, истиот исто така да биде тргнат и да добиеме еден пристоен, да кажем, простор, капацитет на матката за понатамошната бременност. Значи, од една процедура која што служи за видување, во исти акт може да стане и оперативна процедура за да го решиме проблемот кај жената. Кога станува збор за хормонскиот статус и негово евентуално проблеми, односно несоодветни наоди кои не се вклопуваат во референтните вредности, тогаш, а се друго е во ред, медикаментозно лекување постои на брачната неплодност. Значи, проблем, речеме, ановулаторен проблем кај полицистичните јајници, одлични резултати се постигнуваат и само со стимулација на јајникот. Дури не мора ни инвитро фертилизација. Не сите пациентки завршуваат на инвитро фертилизација. Да. Од процесот на детектирање на причината па до сите исследувања понатаму кои што треба да се направат. Само ќе направиме кратка пауза, односно ќе му дадеме предност на гледачот кој што не чека на линија доколку се уште е, но го слушнеме прашањето. Добар ден. Не е добро. Верувам ќе се јави повторно. Во однос на детектирање на причините за неплодност кај мажите, кои се исто така исследувања? Кога зборував, исследувањето е спермограм и спермокултура. Значи, спермограмот ни ја дава количината, бројот на сперматозоиди во 1 милилитар, бројот на прогресивни, активни, значи сперматозоиди кои што имаат подвижност, добра подвижност, таму си има значи степени на подвижност. Третиот и четвртиот се најдобрите, значи треба за нормален спермограм да добиеме добар процент на убаво активни и подвижни, прогресивно подвижни сперматозоиди. Тука спаѓаат морфологијата на сперматозоидите. Кој процент од добиените сперматозоиди имаат нормални форми? Би сакале да бидат, никогаш не се сите комплетно нормални. Во еден ејакулат добро е кога има над 30% нормални форми. Останатите ќе имаат абнормалност на главата на сперматозоидот, на опашката, значи, пошто сперматозоидот е таква структура, неговата опашка му овозможува прогресивна подвижност. Значи, на секој дел од сперматозоидот може да постои абнормалност и најчесто таквите не завршуваат, не оплодуваат. Меѓутоа, ако има над 30% нормални форми, над 15 милиони во 1 милилитар, порано беше 20, сега таа бројка е лесно симната по новите критериуми,
и волумен над 2 мл, помеѓу 2 и 5 мл, со активна 3-4 степен на подвижност, велиме дека тој спермограм е добар, односно спаѓа во нормозооспермија. А сите спермограми каде што може бројката да биде добра, но да има, да речеме, само 5% нормални форми. 95% да бидат абнормални. Тука веќе може да има проблем, односно да постои машки фактор за неплодност. Ја спомнав и спермокултурата, тоа е микробиолошка анализа на сперма, обавезно да се направи, и доколку некоја бактерија биде детектирана, најчесто во лабораториите за микробиологија изготвуваат и антибиограм. Ние лекуваме според антибиограмот. Точно знаеме таа бактерија на кој антибиотик е осетлива и како резултат на тоа даваме, значи, соодветни антибиотици со цел да биде решен проблемот. Што се однесува до еве реков машкиот фактор, мора да процениме колку тој машки фактор е сериозен, за да предлагаме начин на лекување. Значи може дискретен да биде и со совет за начин на живење за кој зборувавме претходно, со некој облик на терапија и со еден од облиците на лекување кој што е инсеминација, да постигнеме бременност кај брачниот пар и да не мора да има потреба од асистирана другите облици, значи како што инвитро фертилизацијата. Да. И сега пред да зборуваме за инвитро фертилизација, имаме гледач? Добро. Двајца гледачи имаме, ајде да ги клучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав до гостинката и до вас. Би сакала да поставам прашање која е причината, етиологија која доведува до мист абортуси и како понатаму може да се доведе состојба на спречување на тие мист абортуси во иднина и третирање на нормална бременост. Добро. Ви благодарам за прашањето. Прашањето е во дел на, да кажеме, инфертилитетот, нели, неможност да се износи квалитетна бременост. Ние зборуваме сега конкретно само за непостигнување, но мист аборшан е состојба кога се формирал ембрион и тој во рана фаза угинува. Значи сме го виделе претходно, сме виделе и срцева акција многу често, но не продолжил да се развива понатамо. Не знам дали гледачката е на линија, затоа што е многу важно колку пати се случил мист аборшан. Кај секоја жена еднаш може да се случи. Значи, во женска популација возможно е мист аборшан да има и здрави бременности после тоа, или да имало претходна здрава, па еднаш или два пати да се случи мист аборшан. Се грижиме кога е тој многу повторувачки, значи под нашата повеќе од 2 пати, повеќе од 3 пати, особено кога го има. Тогаш треба, во најрана фаза, многу честа причина е грешка на делба на клетките. Грешката на делба на клетки, на ниво на самиот ембрион, природата прави природна селекција. Во цел животински свет и растителен е природната селекција застапена. Нешто што не е добро, не продолжува да се развива понатаму. Човекот не е исклучен од таа состојба. Значи, ако ембрионот не се поделил квалитетно или сериозна некој орган не се развил, па тоа би било сериозно реметење на квалитетното живење или неможност воопшто за опстојување, таквите ембриони угинуваат. Сега, многу е важно да знаеме дали родителите, партнерите се носители на нешто. Например, добро е кариотип да се сработи и кај двајцата партнери. Добро е имунолошките фактори, да не случајно мајката го отфрла сега. И постојат такви, да не навлегуваме кои се можат да бидат причини, меѓутоа бара малку посериозен пристап и посериозни исследувања, дури и секогаш ембрионите кои што најчесто ги работиме со екстракција од матката, добро е да се пратат клетките од тој конкретниот мист аборшан за анализа. Значи постои молекуларна анализа, па се прави кариотип точно од мисетираниот ембрион и ние знаеме дали таму постоела хромозомска некоја абнормалност, постојат полиплоиди, трисоми и така натаму, да не навлегуваме многу во генетика, ама тие никогаш не одат со квалитетна бременност. Убаво е парот тоа да го знае, че да знае дали бил здрав ембрионот, па е некоја друга причина, или конкретниот ембрион има некаква абнормалност. Так. Дали се уште на вториот гледач кој што го имаме на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторката. И ме интересира. Да. Имавме ние инвитро бременост. Денес
чупенце имаме, денес ни прави година, роден ден му е. Сега ме интересира докторката да ми каже после колко време може да остане пак бремена, после неколку месеци или години. Оти јас му велам прво ние да се намилуваме. Ама првен се сложи, а после му велам поарно побрзо, оти сега има таа 35 години, а 36 и пол, а на 35 и пол го имаше првото. Со инвитро. И па честит роден ден нека е на внуката. И ме интересира докторката да ми каже после колку време можеме пак да одиме на инвитро. Кажете Фала ми, многу и пријатно. Само момент имам кажете ми прашање. како е породена вашата снаа? Или керка? Не, керка ми е. Керка, со добро, извинете. царски рез. Со царски Ете рез. така. Добро. Значи, реков честит роден ден на Да. внуката. Фала многу, да се здрави и живи, да ви дай Господ се што сакат. Ви благодариме. А јас сум баба на мајката мајка. Да, ви Одлично, благодарам за бабите се најзагрижени. Да, и препустувавме Да. дека нека баба ќе се јави и ќе постави прашање во Да, нешна тема. значи, една година од поминат царски рез, ние сега се грижиме нели и за пациентката, Да. треба да биде матката здрава и за да износи квалитетно уште една бременост. Што им се случила една бременост со инвитро, независно сега не навлегуваме која била причината за неплодност, стигнале до процедурата резултирала со успех, завршена е бременоста со царски рез, сега повеќе заради царскиот рез велиме дека минимум година и пол треба да помине од царскиот рез за матката да биде да се репарира, нели тој здрав ожилјак да биде на матката, па безбедно да се стартува нова бременност. Ја им советувам, бидејќи една година веќе поминала, полека постапно да ги почнат исследувањата и пред второ инвитро. Сигурно ќе им требаат исследувања, одредени може би третмани и така натаму, додека стигнат до процедурата, сигурно ќе помини уште некој временски период, да кажеме еве до година и пол најмногу, и нека си почнат нели со постапката за да си реализираат и втора бременост. Така е. Јас верам дека и гледачката е задоволна со одговорот, со оглед на тоа што рековме дека и бабите се оние кои што се исто така вклучени, но и загрижени во тој дел. И сега ние имаме веројатно ќе ни недостасува време во однос на објаснување на целата метода или постапка инвитро фертилизација, но за да имаме некој континуитет се разбира на разговорот и да имаме некаква целина, пред да почнеме со методата за која што ќе треба нели по кратко и концизно да објасниме, само накратко да споменеме за интерутерина инсеминација, која што веќе вие ја начинавте, односно ја спомнавте во претходниот одговор, но е предпостапка, односно метода која што се применува пред да се констатира дека треба да се оди на инвитро. Да. Кај некои парови, значи онаму каде што очекуваме квалитетна овулација да може да постигнеме со давање на одредени лекови, онаму каде што тубарен фактор не постои, значи има добра плодност на тубите, онаму каде што машкиот фактор не е значајно лош. Значи мора да имаме пристоен број на сперматозоиди за да одлучиме да ја користиме инсеминацијата како постапка. Инаку нема висок процент на постигнати бременности од еден циклус, но затоа е patient friendly. Нема многу терапија, нема многу лекови. Се случува во организмот на жената. Подпомагањето е во смисол сопругот, значи кога ќе стигне растот на еден фоликул или еден или два фоликули кои што сме ги стимулирале до одредена големина, планираме кога треба точно да ја реализираме инсеминацијата, сопругот доаѓа 2 часа пред планираната процедура и остава материјал. Тој материјал оди на обработка со sperm preparation медиуми, значи тие кои што ја припремаат, хранителни се, успеваме да издвоиме само квалитетни сперматозоиди. Ќе испливаат само добрите сперматозоиди, оние за кои претходно зборува, прогресивно подвижни со нормални форми и така натаму. Тие во еден концентрат од 0,5 мл се даваат со специјален катетер кој што е голем колку што е природно отворена матката, значи не е постапка која што е болна, затоа велам е пријателска, patient friendly метода. Катетерот се внесува во матката и на таков начин сме внеле квалитетни сперматозоиди, концентрирани, сме им го скратиле патот. Значи нема тој потреба да се движи од вагина преку грло на матка, низ матка, туку ние сме ги веќе тој дел од патот сме им помогнале да го пројдат и нема загуба низ вагина. Од
таа гледна точка, значи методата е добра, но кај избрани парови и потоа се случува во организмот на жената. Може да бидне, може да не бидне бремено, затоа ако методата сме задоволни со овулацијата, со припремата на бројот на сперматозоиди, ја повторуваме, но не до бескрај. Одма кажувам, значи 3-4 инсеминации, доколку не резултираат со бременност, треба да се размислува за вештачко оплодување. Нуди повеќе успех, значајно повеќе, значи 50% од еден сработен циклус. За жал, медицината не е семојкна и не е се 100%. Не можеме никогаш да им гарантираме 100% успех. Она што можеме да го кажеме, еве и како оддел од каде што доаѓам, дека високо професионално ќе си ја завршиме работата, ќе се потрудиме максимум да извлечеме од одредена ситуација. Затоа што имате ситуации каде што нема клетки, јајниците се сиромашни со клетки. Вие можете да давате терапија колку сакате, високи дози, но нема да резултираат со повеќе од она што јајникот го нуди. Затоа методата нуди сериозен процент на успех, меѓутоа не може да понуди 100% и за некои парови за жал ќе треба и втор и трет пат понекогаш да се сработи. Меѓутоа јас сметам дека ако се работи добро, ако се работи високо професионално, дека и ако има услови се разбира кај парот, дека треба да резултира со успех и со квалитетна бременност. Така. И сега доколку тоа за жал не се случи, по 4 направени инсеминации, тогаш им се објаснува на двата парови или на брачната двојка дека следниот чекор кој што би можеле да го направат доколку продолжат по патот за стварување на семејство, тогаш тоа е инвитро фертилизација. Споменав дека има доста во овој дел да зборуваме, но ние ќе се задржиме на што е најважно и на што би требале да го знаат, па во некоја следна прилика се разбере повеќе имаме можност подетално. Значи, самиот збор инвитро фертилизација станува збор за надвор од телото оплодување, значи вештачко оплодување, вонтелесно оплодување. Со терапија постигнуваме раст на одреден број на фоликули на ниво на јајник. Претходно кажав дека тој број зависи пак од резервите на јајник. Кога тие фоликули ќе достигнат одредена големина, планираме со помош на пункција да ги извадиме. Како тоа се случува? Жената претходно знае точно во колку саатот треба да дојде на нашиот оддел, точно во колку саат ќе се работи пункцијата, се работи во комплетна анестезија, не смее да биде болна. Заради тоа треба гладна и жедна, нели, заради анестезијата да дојде на одделот и со специјални игли под контрола на ехо се аспирира течноста во фоликулите. Јајната клетка е микроскопска структура, не ја гледаме. Меѓутоа, фоликулот е тој кој што ја носи јајната клетка. Затоа правиме пункција на растечките, односно оние кои стигнале одредена големина во која очекуваме дека ќе најдеме јајна клетка и таа течност ја аспирираме од двата јајници и се дава директно во ембриолошката лабораторија. Ембриологот е тој кој што од таа фоликуларна течност треба да ги детектира јајните клетки, да ги префрли во таков хранителен медиум, се работи во специјални услови, одма да кажам. Значи, точно во лабораториите треба да се знае која е температурата, која е влажноста на воздухот, каква треба да биде таа површина на која што работи ембриологот. Тоа се сериозни фактори кои што можат да ни го нарушат квалитетот на работењето и за нив во нашата болница исклучително водиме сметка, значи да бидат обезбедени многу солидни услови, да може да се детектираат клетките и да се префрлат во инкубатор. Значи, тоа се местата каде што клетката може би треба да дозре или после оплодувањето ќе се развиваат ембрионите. Да напоменам дека ембриологот е тој кој што детектираните клетки ги селектира, кои се зрели клетки, кои се уште не постигнале зрелост, кои се иматурни, значи кај клетките има одредени степени на зрелост и во зависност од материјалот на сопругот, каков е спермограмот, одлучуваме која метода ќе биде употребена. Може само да се додадат сперматозоиди и само да биде оплодувањето во Петриевата плоча да се заврши, но ако спермограмот е лош, ембриологот одлучува дали ќе со специјален микроманипулатор, значи така се вика тој апарат, каде што седнува, зема сперматозоид, квалитетен, нормален сперматозоид и со него го завршува оплодувањето, односно го внесува во јајната клетка. Значи, не дозволуваме природно да се случува ако сметаме дека има недостаточен број на сперматозоиди.
тие ембриони се ставаат во инкубатор и се следи нели, дали се случила фертилизација, како оди делбата и според сето тоа одлучуваме кој ден ќе го работиме ембриотрансферот. Еве, тоа е завршната процедура во инвитро фертилизацијата, кога со фин катетер, пак под контрола на ехо, точно гледаме на кое место во матката сакаме да ги пласираме, да ги внесиме ембрионите. Најчесто 2 и законски е така, затоа што ако имате 3 ембриони и се случат 3 бременности, веќе правиме компликација. Значи, во многу земји се работи сингл ембриотрансфер. Еден ембрион се враќа во матката, ние се уште сингл или 2 ембриони во зависност од повеќе фактори, нели, возраст на жената, претходни успешни или неуспешни обиди и така. Да. Само уште едно прашање на крај, иако веројатно ете рековме ќе останеме уште со неколку работи кои што ги имавме во склоп на денешната тема, но сепак на крај во однос на статистички според вашето искуство и во доменот на вашата работа и она што е ваш дел, колкава е успешноста на инвитро методата и кога за жал може да се случи да биде тоа неуспешно, после колка временски период може да се обидат повторно за следно инвитро, колка временски период треба да помине и најважните работи во тој дел. Значи, доколку имаме пак зависи од причините кои довеле до неплодност за процентот. Меѓутоа, кај секогаш кога имаме барем малку нормални сперматозоиди, нека биде тешка олигоастенозооспермија, тоа се тој е случај каде што има исклучително мал број на сперматозоиди. Но ако во таквиот ејакулат постојат нормални, со икси методата и како може да се заврши оплодувањето и да резултира со убава бременност. Возраста на жената е фактор за процентот на постигнати бременности, меѓутоа средно земено 50%, дури и повеќе некогаш од првиот пат остануваат трудни. Зборуваме за постигнување на клиничка бременност. Дел од тие може да завршат исто со миста Боршан. Еве, имавме гледачко прашање конкретно за тоа. Зборуваме за клинички постигнати бременности, кои што велам ќе бидат некаде и над 50%, но ако жената е над 42 години, да кажеме, нема да кажеме, нема ни на парот. Треба да сме искрени и коректни во професијата која ја обавуваме, и ако има над 42 години, сигурно нема да и кажеме дека со еден многу висок процент очекуваме квалитетна бременност. Пак кај нив, оној број кој што го кажав, од близу 70-80% нема да бидат квалитетни ембриони во прашање. И заради тоа, кај нив секако тој процент ќе биде помал. Тие ќе одат на втор или на трет обид, постојат методи како што се предимплантацијската генетска диагностика, значи ембрионот да го испитуваме дали е здрав и добар за да биде вратен во матката. И тоа постои. Жал ми е што не знам како сме со време да се објаснуваат овие постапки, значи за таа возрастна група има како здрав ембрион би бил вратен во матката, меѓутоа кога зборуваме реално од ембрионите кои што сме ги добиле од постапката и возраста на жената после 42 години, 43, 44, тој процент ќе биде помал. Втор, трет обид. Ме прашавте колку време измеѓу. Треба да се рехабилитира јајникот од стимулацијата. Ние употребуваме лекови, ампули за стимулација кои што и како знаат да ги стимулираат јајниците, особено не навлеговме во проблемот на полицистичен оваријален синдром, каде што па и хиперстимулација, тоа е една друга болна состојба која што може да биде резултат на нашите стимулации. И заради тоа им велам секогаш на пациентите дека минимум неколку месеци, 4-5 месеци треба да направат пауза од еден до друг обид. И се разбира, нема да одат до бескрај во постапката. Ако имаме многу сериозен проблем кај мажот или многу сериозен проблем кај жената и реално ние како терапевти не се надеваме дека со еден пристоен процент може да постигнеме успех. Значи, не треба парот доаѓа за да постигне бременост и да има дете. Ние работиме за да сме успешни. И си ја сакаме работата која ја работиме. И од таа причина, ако има сериозен проблем кај жената или мажот, кој реално не се надеваме дека ќе резултира со бременност, тогаш ги предлагаме донацијските програми. Значи, донација на јајна клетка, донација на сперматозоиди или дури донација на ембрион. Имате пар, например, каде што ниту јајни клетки има кај жената, има над 45, да речеме, години, и гледате дека има исклучително лош или нема сперматозоиди. Нема зашто да им советуваме ниту јајни клетки, ниту сперматозоиди, за нив постои донација на ембриони.
Единствен проблем би била матката која што треба солидно да ја средиме, ако треба и хистероскопија да направиме претходно, да видиме дали има услови таа матка да ја износи бременоста. Така. Доктор Снежана, ќе ви се заблагодарам за вашето гостување тука и навистина што во еден час успеавме доста работи да објасниме и детално да ги објасните онака како што верувам толку јасно ми беше на мене, верувам дека и на нашите гледачи. Останавме можеби должни или куси за некои работи како што се донацијата на јајцеклетки и сперматозиди, како тоа изгледа, како и се разбира понатака доколку се оствари бременност, инвитро фертилизација, бременоста како се одржува, колку може да биде ризична, колку не, но затоа пак им ветиме на нашите гледачи дека во некоја следна прилика ќе направиме и посебна тема за ова и за оние прашања кои што ни останаа неодговорени. Се на се имавме на успешна емисија и јас верувам дека и доста прашања кои што ги имаа нашите гледачи и во своите домови ги одговоривме. Ви благодарам за вашето време. Јас ви благодарам на поканата. Драго ми беше. Ви посакувам убав и пријатен ден и поздрав до останалите колеги од Аџибадем Систина кои што се наши редовни гости и нашата соработка и понатаму продолжува. Ви благодарам за вниманието и денеска. Останете со нашата програма, останете во добро здравје и се гледаме повторно утре со уште едно наше издание. Довидување.